Колеги, ја отворам седницата на Комисијата за урбанизам, животна средина и човекова средина. Ви благодарам на вашето присуство. Констатирам дека имаме кворум и мислам дека можеме да започнеме со работа. На дневен ред денес ги имаме следниви точки, ќе ви ги прочитам поред. Значи, прво, програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко-планска документација КП број 17436 КАО Битола 5. Трета точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2226/2 КАО Цапари. Четврта точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 1966/7 КАО Цапари. Пета точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2420 КАО Цапари. Шеста точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2324 КАО Цапари. Седма точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2792 и 2797 КАО Цапари. Осма точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2666 и 2667 КАО Цапари. Девета точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2268 КАО Цапари. Десета точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 1945/7 КАО Цапари. 11 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2575, 2579, 2580/7 и 2580/2 КАО Цапари. 12 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кукуречани во идна урбанистичко-планска документација КП број 2062 КАО Кукуречани. 13 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кукуречани во идна урбанистичко-планска документација КП број 2050 КАО Кукуречани. 14 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идно урбанистичко планска документација. КП број 2674 КАО Кокуречани. 15 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идно урбанистичко планска документација КП број 1499 КАО Кокуречани. 16 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идно урбанистичко планска документација КП број 1527 КАО Кокуречани. 17 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идно урбанистичко планска документација КП број 2275 КАО Кокуречани. 18 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Буково во идна урбанистичко планска документација КП број 27 КАО Буково. 19 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Буково во идно урбанистичко планска документација КП број 980 КАО Буково. 20 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Карамани во идно урбанистичко планска документација КП број 445/1, 445/2 и 446 КАО Карамани. 21 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Поешево во идна урбанистичко планска документација КП број 369 КАО Поешево. 22 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Олевени во идно урбанистичко планска документација КП број 39 и 40 КАО Олевени. 23 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Доленци во идна урбанистичко планска документација КП број 510 и 1023 КАО Долнени. 24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Стрежево во идна урбанистичко планска документација КП број 239/7 и 239/2 КАО Стрежево. 25 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Дихово во идна урбанистичка планска документација КП број 1042, 1114 и 1046/7 КАО Дихово. 26 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Дихово во идна урбанистичко планска документација КП број 864/2 КАО Дихово. 27 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Бистрица во идна урбанистичко планска документација КП број 959 и 960 КАО
Бистрица. Значи имаме 27 точки на дневниот ред. Го ставам предлог дневниот ред на гласање. Кој е за, ке ве молам дали се усвојува? Дневниот ред е усвоен. Ја ставам на предлог првата точка. Програма за измене и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Молам представникот на урбанизам да се произјасни. Добар ден на сите. Значи, по предлог на градоначалникот до Советот на општина Битола се бара измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Предлозите се од страна на побарање на заинтересирани физички и правни лица. Поточно програмата се дополнува во точка 2, 2.37, детален урбанистички план за Стрчен блок Ј0106, општина Битола со површина приближно 8,93 хектари, и точка 2.32, детален урбанистички план за четврт запад З07, блок З0701, општина Битола со површина приближно 14,82 хектари. Доколку има некакви прашања, ви стоиме на располагање. Му благодарам на представникот на урбанизам. Ке ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Значи, програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Ќе ве молам кој е за. Три гласа за. Втора точка на дневен ред. Се извинувам. Овде не пишу. Со 3 гласа за, 1 воздржан се усвојува првата точка. Одиме на втората точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши осогласување на намената и вклопување на бесправните објекти во идна урбанистичко-планска документација КП број 17436 као Битола 5. Се извинувам, председателе, дали може сите точки да се гледат, пракса беше заедно порано во изминатите совети, како комисија да ги разгледаме сите што се легализации предложени. 5 минути пауза или 10, колку што е потребно, да ги разгледаме сите предметите. Ви разбирам, благодарам, се прифаќа. Фала. Можеме да продолжиме. Откако советниците ги разгледа материјалите за легализација, втората точка на дневен ред е одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 17436 као Битола 5. Ќе ве молам дали некој бара збор. Повелете. Сакав само да кажам дека ќе беше убаво ако бевме повикани, гледам дека се многу документи овие за легализацијата, но ако бевме повикани еден ден порано па да имаме време на вистина да ги разгледаме. Само сакам да напоменам дека вака на брзина е малку неозбилно на вистина.
Секако дека сакаме да им се легализираат на луѓето имотите, но ова е пак, ќе речам, неозбилен чекор, нема како да ги разгледаме. Многу се документите за на мејл, но ќе беше убаво да бевме викнати порано. Или да бевме информирани, дека кој сака со оглед на тоа, дека овие точки не ни беа овие материјали пуштени во глобалните материјали за седницата. Ви благодарам. Ќе го земеме ово предвид за нареден пат. Почитуване. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката под реден број 2 на гласање. Кој е за, ќе ве молам? Да. Благодарам. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2296/2 КО Цапари. Ќе ве молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 4 гласа за, усвоена точката под реден број 3. Точка под реден број 4. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 1966/7 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Дали има некој против? Воздржани? Со 4 гласа за, точката е усвоена. Точка под реден број 5. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2420 КО Цапари. Ќе ве молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Преминуваме на точка под реден број 6. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2394 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Со 4 гласа за, точката е усвоена. Точка под реден број 7. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2192 и 2191 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за?
Со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со реден број 8. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2666 и 2667 КО Цапари. Ке ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката под реден број 9, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2268 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Четири гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката под реден број 10. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 1945/7 КО Цапари. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 4 гласа за, точката се усвојува. Точка под реден број 11. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2575, 2579, 2580/7 и 2580/2 КО Цапари. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Четири гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со реден број 12. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2062 КО Кукуречани. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Четири гласа за, точката се усвојува. Преминуваме на точката со реден број 13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2050 КО Кукуречани. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Со 4 гласа за, точката се усвојува. Точка со реден број 14. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 2674 КО Кукуречани. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со реден број 15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 1499 КО Кукуречани. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 4 гласа за, точката е усвоена. Точка под реден број 16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КП број 1527 КО Кукуречани. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за.
4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката подреден број 17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 2275, као Кокуречени. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со реден број 18. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација. КП број 27, као Буково. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката подреден број 19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 980, као Буково. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Констатирам дека со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со реден број 20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 445/7, 445/2 и 446 као Карамани. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Констатирам дека со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со реден број 21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 369, као Поешево. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Констатирам дека со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со реден број 22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 39 и 40, као Олевени. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Констатирам дека со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката подреден број 22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 39 и 40 као Олевен. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, да ставам точката на гласање. Кој е за? Со 4 гласа за, точката е усвоена. Точка подреден број 23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 510 и 1023, као Доленци. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 4 гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката со подреден број 24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 239/7 и 239/2 као Стрежево. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за.
4 гласа за, констатирам дека точката е усвоена. Преминуваме на точката подреден број 25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација. КП број 1042, 1114, 1046/7 КАО Дихово. Ќе ви молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ви молам кој е за. Четири гласа за, точката е усвоена. Преминуваме на точката подреден број 26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација. КП број 864/2 КАО Дихово. Ќе ви молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ќе ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека точката е усвоена, 4 гласа за. И последната точка на дневниот ред, подреден број 27, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, КП број 959 и 960 КАО Бистрица. Ќе ви молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ви молам кој е за. Констатирам дека со 4 гласа за, точката е усвоена. Ова беше последната точка, со тоа ја исцрпувам комисијата. Дали има некој предлог? Бидејќи нема предлог, ја затворам комисијата. Ви благодарам на вашето присуство и ви посакувам убав ден на сите. Благодарам.